Вчера попладне градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев со секретарот на општината Горан Чулев престојуваа во Ваташа. Тие бе заедно со тим кој е инволвиран во уредувањето и администрирањето на работите поврзани со село Ваташа. Извлекуваме поента. Ова лето во Ваташа ќе се градат нов кеј, нов мост на реката Лудамара, ќе се стави во функција спомен домот на културата, ќе се градат нови улици, се решаваат бројни прашања поврзани со водоснабдувањето, се обновува спомен комплекс од 12 деца во Моклиште, бројни комунални решенија од инфраструктурен карактер и тековни проблеми на жителите на село Ваташа. Со новото раководство на местната заедница Ваташа, при вчерашната средба, Јанчев ги нотира и ги стави во програмата за комунална изградба заедно со новото раководство на ова местна заедница и со жителите на селото, практично на терен се запозна со конкретните проблеми со кои се соочуваат селаните, а кои досега барале, но не наиште на разбирање кај досегашната општинска власт. Во атмосфера каква би посакал секој добронамерен жител, првиот човек на општина Кавадарци имаше трпение да го сослуша сето она што му беше речено, сите проблеми, соодветно за нив да одговори, ако е запознаен да одговори, а ако не тогаш ги запишуваш или пак вети решавање. Такви беа проблемите поврзани со слабиот притисок на вода во одредени делови на Ваташа или штети од повројните води, лоша улична мрежа, лоша атмосферска или канализациона мрежа и слично. Тој престојуваше на лице место и се запозна со проблемите за да ги разбере проблемите, односно тежината на навидом едноставните прашања со кои жителите на Ваташа се соочуваат. Некои се и од безбедносен карактер, како што е примерот со паркираните камиони на важни сообраќајници и улици во Ваташа. Спомен домот на културата во Ваташа, делот на канцелариите, салата и санитарниот јазол во рок од 2 месеца треба да бидат санирани, поправени и ставени во функција за на 16 јуни ова година да бидат достојно одбележани 75-те години од стрелањето на 12 деца на Моклиште со свечена академија. Помош во ова работа ќе има од донации и општина Кавадарци. За кратко време треба да започнат работите на урбанизирањето на реката Лудамара со комплетно уредување на кеј од 800 должни метри од сегашниот мост на излезот на селото до амбулантата во Ваташа. Се очекува за кратко време да започне изградбата на нов излезен мост од Ваташа кон Витачево и други инфраструктурни изведби во централниот дел на Ваташа. Постапно годинава ќе се решаваат најсуптилните прашања, а наредните години се затвараат сите комунални проблеми или прашања кои досега не биле разрешени. Еден од најсеопфатните и веројатно најскапи објекти ќе биде проектот за пештачка велосипедска патека во должина од 4800 метра до воденицата во комплексот Мокниште, со попатно уредување на патеки, инфраструктурни елементи, осветлување и слично. Тоа би требало да представува иден туристичко-рекреативен центар на овие и генерациите кои доаѓаат. Началник, имавте денеска средба со граѓаните од село Ваташа. Кои се вашите впечатоци по средбите со нив? Па така, ние сега во работна верзија почнавме да ги работиме сите местни заедници и урбани заедници, затоа што има веќе нови председатели со истечен мандат, односно со почетен мандат, кои сакаме да ги посетиме и да му ги кажеме нашите планови кои се за оваа година и оваа градожна сезона и да ни кажат наредните планови за наредната година. Печатокот во Ваташа е дека луѓето се така позитивно насочени да можат да си ги кажат своите проблеми и урбани работи кои што треба да ги достредиме и да чуат од нас што е тоа што планираме за наредниот период. Така да мислиме на позитивна слика за да можеме да се тоа што можат ваташани да го очекуваат оваа година? Ваташани оваа година може да очекуваат комплетно осветлување и средување на спомен локацијата 12 другари. Отпочнување со кејот во село Ваташа на кај Кавадарци и тоа ќе оде негде околу 800 метри комплетно 2 фази. Може да очекуваат исто реконструкција комплетна на мостот во Ваташа последниот, кој што веќе треба за 30 на дена се отпочне и неколку поплочувања и пробивање на нови улици и подобрување на уличната мрежа во делот на осветлување. Така да имаме една добра програма за Ваташа. Сега го видовме домот во Ваташа кој сакаме да го средиме, да го ставиме у функција, да може да има една традиција која што да продолжи да функционира.